Почитувани членови на Комората на овластени архитекти и овластени инженери, почитувани гости, драги пријатели, добра вечер. Чест ми е да бидам дел од денешното одбележување на Денот на Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Северна Македонија. По повеќе од деценија и половина постоење, со околу 3700 активни членови, поделени во 12 професионални одделенија, Комората несомнено е еден од најзначајните двигатели на развојот на македонското инженерство и архитектура, кои се пак едни од најзначајните професии во секоја развиена држава. Впрочем, токму инженерството, моторот на техничко-технолошкиот развој на секое општество, го движи човештвото напред и се справува со предизвиците кои се исправаат меѓу човекот и природата. Инженерството има решенија за превенирање на климатските промени, без него човекот би бил апсолутно мал, немоќен и беззначаен пред силите на природата. Во денешнинава полна со неизвестности и закани од секаков вид, инженерството има клучната улога во изнаоѓање на механизми за одржување на екосистемот во кој сме дел. Обврска на сите архитекти и инженери пред се морална е да ја стават својата професија во служба на безбедноста и здравјето на луѓето, заштита на животната средина, но и во функција на создавање на подобри услови за живење. Следењето во чекор на сите современи информатичко-технолошки иновации во светот е секако ваш врвен приоритет. Дигитализацијата на процесите во сите сфери на нашето живење не е повеќе прашање на избор, туку реалност и предуслов за опстанок. Она што се нарекува Building Information Modeling, технологиите и сите софтверски алатки неопходни за дигитализација на процесите во инженерството, со сигурност се главните предизвици за кои веќе го детерминираат развојот и на архитектурата и на градежното инженерство. Почитувани, во оваа прилика не можеме да не ја истакнам улогата на Комората како партнер со инженерската институција на Македонија во доделувањето на инженерскиот прстен, признание кое се доделува на најдобрите студенти на инженерските факултети. Чест ми е што доделувањето на ова престижно признание веќе со години е под покровителство на претставителот на државата. Инженерскиот прстен го промовира инженерскиот подмладок како клучен фактор за подобра иднина. Во оваа прилика би го повторил она што секогаш им го порачувам на младите инженери, како човек од друга професија. Во вашите раце е иднината на светот. Градете и создавајте, но никогаш не заборавајте сето тоа да биде по мерка на човекот, за со тој развој да не се загубиме како хумани суштества, како човечки битија. Би додал уште една порака до членовите на Комората на овластени архитекти и овластени инженери да останат посветени на својата професија, која е креатор на човековото обкружување и присутна во нашето секојдневие, и да продолжат да придонесуваат за прогресот на нашата држава. Немам никакви дилеми дека вие сте компетитивни и минимум рамноправни со инженерите било каде во светот, затоа и верувам дека вашиот труд, вашите креации ќе ги надминуваат локалните и националните граници и понатаму како и досега. На крајот од моето обраќање, имајќи предвид дека сме на прагот на новата 2024 година, да ви посекам добро здравје, радост и среќа за вас и за најблиските и се разбира мотивација да продолжите и понатаму со целосна посветеност и висока професионалност да создавате за доброто на заедницата. Благодарам.